Екс-премиерот со најдолг стаж во владата, Никола Груевски, денеска е осуден на 2 години затвор, за како што рече судијката во предметот Тенк, Добрила Кацарска, за примање награда и противзаконско влијание. Но кој е всушност човекот кој за неговите поддржувачи буквално е култна личност, а за другите е политичарот кој владееше со автократски режим? Никола Груевски во политиката влегува како министер во владата на ВМРО ДПМН предводена од Љупчо Ѓоргиевски од 1998 до 2002 година, откако предходните 3 години работи како директор на одделот за безбедност, планови и анализи во Балканска банка во Скопје. Во 1998 година Груевски бил председател и основач на Брокерската асоциација на Република Македонија и е направил првата трансакција на македонската берза. Прв човек на една од двете најголеми партии во македонскиот блок, ВМРО ДПМН, станува во 2003 година, после внатрепартиски превирања, а местото го држи преку луѓе блиски до него, како Гордана Јанкуловска, Милејана Киески, Зоран Ставрески, Сашо Мијалков, Илија Димовски, Антонио Милошовски, Владко Ѓорчев и слични познати имиња се до 2017 година. Во јавноста малку се зборува за неговиот татко, додека предничи неговата поврзаност со мајка му Надежда, која потекнува од Штип. Таа е сестра на првиот министер за внатрешни работи на Република Македонија Јордан Мијалков, татко на Сашо Мијалков, човекот кој во време на Груевски беше директор на тајната полиција. Кога ВМРО ДПМН победи на парламентарните избори 2006 година, под негово водство, Никола Груевски важеше за човек кој ја враќа надежта во Македонија и беше млад политичар без сомнителен багаж. На 25 август Груевски ја формира новата влада, во која на важните министерски фотели седнуваат млади политичари на околу 30 на години. А кога започнува падот на Груевски? Зоран Заев како лидер на опозицијата на адреса на тогашниот премиер Никола Груевски упати сериозни обвинувања дека земал 1,5 милиони евра во кеш и одбегнал да плати 225.000 евра данок на државата, обвинувајќи го дека Груевски лично ја продал Македонска банка АД Скопје на контроверзниот српски бизнисмен Јовица Стефановиќ Нини. Според обвинувањата, Груевски преку 4 офшори 2 домашни компании кои што официјално поседувале 51% од акциите на Македонска банка, ги продал на бизнисменот Газда Нини. Овие обвинувања Груевски ги отфрла и најавува тужба за Заев. Потоа следуваат објавувањата на така наречените бомби на опозицијата, во кои Груевски се јавува како условно кажано главен актер во сделки, нарачки, креатор на проекти до најмали ситници. Тој важи за директен архитект на контроверзниот проект Скопје 2014, нарачател на блиндираниот Мерцедес од случајот Тенк, како и нарачувач на шамари на своите политички опоненти. Вашингтон Пост уште во 2011 година го портретира Груевски како корумпиран и моќен популист, кој се пресметува со независните медиуми. За време на неговото владење беше затворена најмоќната телевизија тоа време, А1, а медиумите кои не му беа по желба работеа под притисок и во тешки околности. Никола Груевски беше критикуван во извештаите на Европската Унија за непочитување на слободата на медиумите, независноста на судството и на политичкиот диалог. Реформскиот извештај на експертот Рајнхард Прибе од мај 2015 година забележува дека власта се мешала во работата на судовите, а имало индиции за изборен криминал, како и незаконско богатење на владени функционери. Ова беше основата на создавањето на специјалното јавно обвинителство да покрене кривична постапка против министри од владата на Груевски. На своји плеки тој има сериозни обвиненија за злоупотреба на службената положба и криминал. Сајао постојано му дише во врат, а денес ја доби и првата затворска казна. На товар на екс-премиерот му се ставаат уште 4 други дела за кои се предвидени повисоки казни.